вечер. Лани имаше малку снег, оваа година како што гледате уште помалку. Земјината топка се затоплува. Светот е во паника бидејќи животните ресурси кои колку до вчера беа безусловно на располагање, стануваат се полимитирани. Што се случува? Ова издание на Еврозум е посветено на климатските промени. Светот се мобилизира во обид да се најде решение за заканите кои ги носат климатските промени. You have to evacuate people, you have to evacuate cities like Cairo, like New York, like London, like Hamburg, like Rome. Во Македонија интересот за големиот самит во Копенхаген, кон кој се свртени очите на целата светска јавност, е мал, иако заканите за Македонија се огромни. Македонија се наоѓа на 5-то место од сите земји во светот според штетите што ќе ги претрпи. Се криели на еден таван во Кочани изум за спас на планетата. Точно е дека го имам решението за климатските промени што се настанати. Ванчо Димитров од Кочани со европска награда за неговиот изум автомобил без ауспух преку Еврозум се обраќа до светските лидери во Копенхаген. Благодарам и поздрав од Македонија. Сте биле, предпоставувам, на водно, може и до средно. Некаде од Пладне, кога ќе се вждештат оджаците на фабриките, а градскиот сообраќај ќе стане неподносливо фреквентен, гледката на Скопје од водно се губи во маглива обвивка. Така велат изгледа и планетата ако се качите на некоја повисока точка од неа. Обвивката е се погуста. Ова обвивка, позната како ефект на стаклена градина, ја прави планетава се потопла, а свежиот воздух се поредок. Климатските промени не се теорија, тие се случуваат во реалноста. Научниците утврдија дека просечните температури во изминатите 100 години се зголемени за 2 Целзиусови степена. Порастот на температурите предизвикува топење на глечерите на северот и го подига нивото на морињата. Северна Европа станува се повлажна под закана од поплави, а јужниот нејзин дел се посув. Причина е јаглен диоксидот во се поголеми количини на индустријскиот чад. Да се спречи ваквиот развој на старите, на генерациите по нас, да им оставиме простор за живот, од Копенхашкиот самит се очекуваат 4 работи. Да се утврди колку се волни големите индустријски земји, да ја намалат емисијата на гасови кои го предизвикуваат ефектот на стаклената градина. Број 2. Во која мерка главните индустријски земји, како Кина и Индија, сакаат да лимитираат емисијата на овие гасови со оглед на тоа дека овие две огромни држави се во подем и во трка да ги достигнат другите високо развиени држави, па како такви чадат ли чадат. Трета работа е да се утврди колку пари им требаат на земите во развој и кој ќе ги даде за да ја редуцираат емисијата на штетните гасови и да се прилагодат на новите технологии. И четврта, да се утврди како и кој таа финансишка помош ќе ја менаџира, бидејќи добар дел од овие земји во развој имаат проблем со корупцијата, па не е лесно туку така да им се остави торба полна пари. За почеток, погледнете како северот на Европа се поплавува, а југот се суши. Последиците од климатските промени се очигледни. Репортажа на Еврозум од швајцарските Алпи и југот на Шпанија. Ова е ски центарот Енгелберг во срцето на швајцарските Алпи. Овие туристи од Индија дојдоа во Енгелберг да видат снег за прв пат во животот. За многу ми необнив, може би ова и последен пат, бидејќи снегот и мразот кој ова место го прават едно од најатрактивните и најмногу фотографираните места на земјата се топат брзо. We are having shorter seasons up here. We have to fight to be able to keep the ski season earlier open. In the olden days, we started in October. And even before 10 years ago, the people still been skiing all year round up here. We stopped that about 7 years ago. We carried on with a little terrain park for snowboarders in a small area. But we stopped that too, because it just gets too slushy. The other thing is there hasn't been not enough snow fallen over the winters. And that's why the reason we stopped skiing and snowboarding for the summer. Лошата вест не е само за скијачите, туку и за швајцарската економија, која инкасира добри пари од речиси 80 милиони туристи кои ги посетуваат швајцарските Алпи. Тука во Енгелберг, оние кои ги уредуваат ски терените го покрија глечерот со бела ролна, за да спречат негово топење летно време. Но со се помалку снег и со се повисоки температури, остатокот од глечерот и понатаму ќе продолжи да се повлекува. Михаил Цемп, глациолог на Универзитетот во Цирих, е автор на пошироката студија за ефектите од климатските промени врз глечерите на Алпите. Извештајот не е многу среќна приказна. The mean annual thickness loss of glaciers after the end of the so-called Little Ice Age around 1850 was about 25 centimeters.
Since the 1980s, glaciers in the European Alps lost about 75 centimeters per year. Since 2000, glaciers lost about 1 meter of ice thickness each year, and in the year 2003, when we had this extreme heat wave in summer, glaciers in the Alps lost about 2.5 meters in one single year. Нивоата на морето веќе се зголемија за 20 сантиметри. Тие би можеле да се зголемат и до 80 сантиметри до крајот на векот, како и до 7 метри ако се стопи мразот на Гренланд. Еве што ќе се случи со Англија, Белгија и Холандија без заштита од поплави. Ова е резултат на 8-метарското зголемување на нивото на морето. Melting of ice, increasing sea levels, is also a long-term threat which will physically change the landscape of Europe and the landscape of the world. If Greenland melts, sea level rise of up to 7 meters is being predicted, it's being forecasted. You cannot adapt to that one. You can build dikes a little bit higher to accommodate 50 centimeter, probably 1 meter sea level at maximum in the Netherlands and somewhere. But 7 meter, you can't adapt to. You have to evacuate people. You have to evacuate cities like Cairo, like New York, like London, like Hamburg, like Rome. Е сега 2000 километри јужно, во Шпанија, Мурсија, често ја викаат La Huerta de Europa. Токму од овој дел на Европа потекнуваат најголемиот број на свежи овошки и зеленчуци. Сепак, истражувањата предвидуваат дури и до 40% намалени врнежи во Шпанија секоја година, па се поставува прашањето колку долго овој регион ќе остане расадник на Европа. Preocupa muchísimo el cambio climático. Estamos encontrando que en los últimos años, además de que llueve mucho menos y por tanto tenemos mucha menos agua, y ya tenemos imágenes de qué es lo que ocurre cuando no hay agua, cuando no existe agua en estas zonas, nos estamos encontrando con un problema añadido, y es que hay cambios brutales que están afectando muchísimo a los frutales y a la arboleda. Сиромашните држави ќе страдат најмногу од климатските промени поради растечките температури, клечерите кои се топат. Тоа резултира со помали приноси на земјоделските култури, помалку вода за пиење и се повеќе глад. На удар се човечките животи. Повеќе од 70.000 луѓе во Европа починале поради топлиот бран во 2003 година. Зголемените температури може да резултираат и со поголем број на смртни случаи, особено во Јужна Европа. Бегањето на десетици милиони луѓе поради климатските промени повеќе не е научна фантастика, тоа е реалност.